Конститутивната седница на Собранието не може да трае до недоглед и затоа не може да ни помогнат странците, туку ќе мора СДСМ со нивните коалициски партнери да изнедат начин кој може да биде многу брз и едноставен, само некогаш се потребни малку поразлични чекори, смета професорот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски. Тој за Радио Слободна Европа вели дека актуелната влада не е загрижена од најавите за можни санкции од меѓународната заедница. Вториот осумничен за вчерашниот терористички напад во Париз, по кого трагаа француските власти, и се предаде на белгиската полиција, соопшти портпаролот на француското министерство за внатрешни работи. Француските власти привеле тројца членови на семејството на напаѓачот, кој синоќ уби полицаец на познатата авенија Шанзелизе. Поранешниот репрезентативец на Англија Уго Ехиогу почина на 44 годишна возраст, откако вчера колабираше за време на тренингот на фудбалерите до 23 години на лондонски Тотенхем. Тој вчера бил пренесен во болница откако доживеал срцев удар на тренинг, а утрово починал.